Задоволство е да се биде во друштво на луѓе кои што имаат голема мудрост, големо искуство и се разбира многу приказни кои што може да ги поделат со нас, се разбира и со нашите гледачи во дел на утринската тема која денеска ја најавивме со Марко и рековме дека акцентот го ставаме на волонтерството и сето тоа по повод и на јубилеот кој што оваа година го одбележува Црвениот крст. Но на кој што би сакала да го кажам на почеток како најава за нашиот денешен гостин, ке верувам дека на македонската јавност барем на поголем дел од вас ви е веќе познати со голем број интервјуа телевизиски, но и по тоа што тој навистина е гласен и присутен и на социјалните мрежи, како човек кој што живее квалитетно во својата трета доба и човек кој што апсолутно има што да каже и како и на каков начин впрочем да се поменуваат тие денови. Покрај волонтерството се разбира ќе се задржиме и на тие интересни теми. Јас би сакала да го представам нашиот денешен гостин, на наше задоволство, доктор Климент Матовски, кој што е специјалист педијатар од 1975 година, примариус од 1978 година, доктор на науки од 1995 година. Доктор Климент, добро утро, добро ни дојдовте. Наша оваа втора средба по она која ја имавме... Море трета. Трета ли не? Да, имавме еднаш за пертусисот. За пертусисот јас и вие имавме разговор, да. А со вас разговаравме за предизвиците на здравството денес. Тоа веројатно со колегата Горан. Горан, да. Меѓутоа, како и да е, вие сте секој пат добреден и убаво кажа Ивана, поучени од вашата убава прекрасна биографија, ќе ми дозволите само да споделам и роден сте во Струга, во далечната 40-та година, во занечиско семејство. И сега оно што е куриозитет за многу работи кои што ги има во вашата биографија, еве ќе споделам дека и ќе ве прашам некаде дека можеби една од најмилените работи е детското советувалиште. Сепак можеби дел од најмилената служба ваша која што сам го оформувате и организирате уште рана младост. Меѓутоа, ќе ме поправите ако погрешам сега. Повеќе од 60 години активист на организацијата на Црвениот крст на Македонија, во чии рамки сте биле со највисоки функции, како на општинско ниво, така и на републичко рамниште. Особено активен на полето на крводарителството и тоа на републичко и сојузно ниво. Самите сте дарувале крв, овде ќе ме поправите во бројката, од 70 пати повеќе и носител на многу признанија токму од овој домен, така што и носител сте на, како рековте, зад камери, златната значка, медал и повелба. Златната значка е претходно, а медалот е на крај. Така. Значи, и имате посебно е тоа, посебно признание. Меѓутоа, големата јубилејна значка на Црвениот крст на Македонија е поседувана. Тоа е по повод 70 години на Црвен крст на Македонија, а јас тога славев 60 години и бев многу пријатно и изненаден на предлог на општинскиот одбор на Црвен крст од Струга. Ете, бев избран за еден од ретките кои што ја добија таа така јубилејна голема значка, која ми значи многу навистина. Да, она кое што може да го прочитаат сите тие кои што ја имаат и она монографија која што вие ја издадовте по повод 70 години на Црвен крст на Македонија. Баш таа книга која што имате тука. И тоа кое што беше пред 10 години, еве 10 години по тоа на 80 да ја покажете. Видите како се случи. Јас тогаш кога Црвен крст на Македонија славеше 70 години, така се совпадна да јас веќе славев повеќе од 60 години во Црвен крст на Македонија и бев почестен да ја добијам то признание и така делумно во Струга, после овде во Скопје беше големо славие и некако после тоа добив идеја тоа што ме праша и тоа што кажував, зошто да не го ставам на хартија. Па седнав, иначе така, имам ја десетина што раскажувачки, што научно-истражувачки книги. Имам доста искуство во тоа, све на компјутер сам, значи од замисла до краен продукт е се мое. Нема една буква
помош нешто, така. од друга страна, дури ни информатичари не ми требаат и тука сум доста упатен. Тоа е резултат, како што видите вие, и на начинот на живот кој што го имате сега и на во ова која 8 деценија од вашиот живот. И ја напишав таа, па направивме една прекрасна презентација во Даре Џамбас овде во Скопје. После направивме промоција и во Струга. И некако сум и горд и среќен. Останува еден многу интересен историски документ за Црвен крст за Струга. Сега овде морам да спомнам со воскит, еден мој многу драг пријател се вика Миле Трпеновски од Охрид. Тој напиша исто така една многу поголема творба од ова мојава и многу подокументована и така, меѓутоа тој не е волонтер, ами си работеше како вработен секретар на Црвен крст на Охрид. Меѓутоа тие две дела чинам дека се единствени во Македонија, која може на следните генерации да послужи многу за еден историјат на работењето на оваа хуманитарна организација. Таа беше и останува како прва и најголема во светов. Историјата е позната како тоа настанува. Настанува поради тоа што 1859 година се случила една ужасна битка во борбата за ослободување на Италија од Австро-Унгарското царство. И еден случаен намерник на бојното после значи битката, наидува на негде околу 40.000 осакатени, ранети луѓе на умирање, а немале од никаде никаква помош. Тој тоа го видел, па го организирал населението да им се помогне колку што можело да се помогне на луѓето, и после со плејада авторитети швајцарски и европски оформуваат некакво друштво за припомош, кое после го добива името Црвен крст, не заради крстот, него заради логото на земјата од кај што потекнува Швајцарија и така. Имено, само да не заборам, сакав да ја прашам на почетокот, бидејќи акцентот го ставаме за вашето добродетелство и вклучувањето во Црвениот крст и денес да бидете публикуван како највозрастниот жив волонтер токму за оваа најхумана светска организација, која што потем годинава и во овој месец март прославува 80 години. Право е точно така. Сега тоа е една многу интересна, ќе се обидам на кратко, ќе ми дозволите да раскажам како јас имам една огромна документација и фотодокументација во моите бази во компјутерот. Многу сум горд што мајка ми, мојата родена мајка, станала член на Црвен крст и завршила курс за прва медицинска помош од 2 месеци во 1947 година. Кога вие сте имале 7 години? Јас сум имал 7 години. Имам фотографии како таа припомага на болни и така. Некога ја година, 3-4 години потоа, татко ми станува. Исто така, дел од Црвениот крст. Дел од Црвен крст на Струга. И сега 1954 година, јас сум некаде 7-8 одделение во основно училиште, еден ден мартовски, дали беше баш 17-ти кога е празникот на Црвен крст, кој што уствари
е ден на карводарителството. Насред час влезе еден од постарите учители и се прекина редовната настава и почна учителот да раскажува за некоја организација која се вика Црвен крст. И сега да не должам, тој посака да се оформи некое друштво на подмлаткари на Црвен крст во основното училиште и по некоја случајност, или може би не, може би поради татко ми, поради мајка ми, ми предложија мене да бидам председател на тие 10 на 15 дечиња во тој период. Во тој период. Сега, следната година веќе, значи тоа е 54-та година. Веќе 55-та година јас сум гимназијалец во Охрид, а еден од моите другари во Скопје дојде и учи средно учителско училиште. И таму е оформена организација на подмлаткари од средно учителско и средно медицинско училиште. И од сите тие е избрана една помала група. Јас дури го имам со мој ракопис списокчето на 15-тина ученици и ученички од тие две училишта кои што добиваат задача. Тоа е едно време на кога, сега да не бидам лошо разбран, од нашето население огромни проценти е неписмено, во Струга владе Охрид па и во на земјава, на цела Македонија, ама особено во нашиот крај маларија, тие ужасни состојби со здравствената состојба на населението, и тие добиваат задача да дојдат во Струга и во околината да собираат билки и лековити, но и по селските населби да посетуваат одредени фамилии и да ги подучуваат на хигиена и на тоа. Така испадна, еве го тоа. А ова е книжката. Да, фотографиите се вие кои што ни Да, пратите вие. така е. Јас сега добивам задача во Струга од учителот, номче некој чакар, да подготвам логор за 5-6 шатори во кои што ќе престојуваат тие волонтери, тога теренска единица се вика. Јас се зафатив и низ општинските тогашни тие, повеќе учителите ми помогна, одредивме едно место каде ќе бидат сместени тие. Значи, тога Струга немаме водовод, немаме канализација и мораше да логорот биде во некоја, ние имавме тога така наречени артерски бунари, чешмички, да биде во близина на чешмичка, за да има еве се насликава таа првата група, ова веќе како председател доделувам награди. И дојдоа еден автобус од тие деца. Јас останав цело лето со нив, им требаше припомош за снабдување, за и моите другари од најблиското друштво. Дружевме со таа. И то траеше 2 години. Веќе во тие 2 години Општината Струга додели плац за изградба на граден објект во кој што ќе доаѓа. Тогаш припаѓаше, сега нема, се викаше Општина Идадија од Скопје. Тој објект припаѓаше на Општина Идадија, на Црвен крст. И некаде крајот на зимата со другарчиња гимназијалци требаше тој простор да го расчистиме и да се почне. И сега овде еден куриозитет, кога почнавме да расчистуваме, најдовме во тие тревиштата тамо оружје некакво, муниција.
И се престана тоа, ни забрание да доаѓаме, а причина било што тука за време на окупацијата била сместена некоја италијанска воена единица окупаторска. И тие оставиле тоа оружје. Но во тоа време во Струга имавме касарна војска, имаше, дојдоа тие расчистија и со работна акција. Вие сте млади, не ги памтите тие времења, тогаш ударнички се викаше, се собравме што деца, ученици, што возрастни, го расчистивме просторот, па копавме сами темели за тоа и се изгради еден објект во кој што со години потоа доаѓа црвенокрсташи од Скопје. Нови генерации на подмладоци кои што ќе го наследат нови генерации на подмладоци многу. Сега последниве години тој објект е прерасна во еден од најубавите хотели, го носи името Солферино според местото кај што е потекна уствари организацијава. И тоа така се развива. Така започна приказната. Доктор Климент, кога се договаравме за вашето гостување во утринската програма наша, веројатно се согласивме дека навистина имате голем број приказни за кои што ни треба денови, можеби, за да ги раскажете. И ова е добро што е дел од оние важни или позначени за почетоците, можевме да ги споделиме. Но вие рековте во делот ова ваше излагање како такво, односно за почетоците, кога сте биле мал, па и од вашите мајка и татко, рековте можеби случајно, можеби не, а како што знаеме, во поголем број од случаите ништо не е случајно. Да. Па така и може да констатираме дека волонтерството е вие во крвта. Ако земеме во предвид дека вие и покрај вашето вработување, значи зборуваме години подоцна, ако се профрлиме во овој друг дел од вашата работа или вашата животна професија, вие повеќе од 25 години секојдневно лето и зима ги посетувавте сите селски пунктови и подрачни амбуланти, сите 30 на села во некогашната Струшка општина и тоа што е преседан ке вас покрај редовната работа во детскиот диспензер, детското оделение, во детското советувалиште и тоа како што видите 25 години вложени надвор од работното време без никаква парична награда или надокнада од центарот, поточно работевте своеволно. Значи праваме една паралела од волонтерството во Црвениот крст и од она кое што е практично волонтерство во вашата работа за вашата професија. Па видите, малку пред да почне емисија поразговаравме, јас често го употребувам тоа како израз. Треба да сте влюбеник во работата што ја работите. Јас за мои деца ги рачунам и во сите мои научни трудови им се обраќам на сите деца на светов како на мои деца. И целиот мој живот им го посветив на децата. Тоа е точно дека повеќе од 25 години јас секој ден, дури во еден период, оформив во рамките на моето детско советувалиште кое што лично го отворив и тоа работеше мимо работното време. Мимо амбулантата, мимо одделението, тоа си работеше посебно и на тоа ми беше некаква животна цел да ја следам, да го следам растот, развојот и здравствената состојба на сите деца, не само од Струга, буквално на сите. Така да тоа е наречен некако символично проект Струга 83-та, затоа што компјутерски, кога во Македонија не постоеше ниту еден персоналец, ниту еден персоналец со помош на луѓето од македонски железници, а тамо беше сместен најразвиениот компјутерски центар на југословенски железници. Тие ми помогнаа, базите на податоци беа тамо, анализите беа тамо и од тоа произлезе еден огромен научно-истражувачки труд кој опфаќа 25.500 деца, следени
од раѓање до нивна втора генерација. Сега, точно е тоа дека сите тие години ги посветив на децата, меѓутоа тоа ми беше целта и можеби, дури врвни југословенски педиатриски авторитети тврдеа дека тоа е преседан на ниво на Југославија. Значи, со огромен број сите релевантни, дури и постранични параметри од таа состојба кај децата се следени. За жал, тој проект, иако го нудев софтверот, огромен софтвер, го нудев така на републичко ниво да се имплементира, меѓутоа, знаете како е, тоа е работа многу и таа е волонтерска. Епа, да, Именно. токму Значи, така. треба да завршите во работниот ден денеска што вие во амбуланта да имате 30-40, некогаш и повеќе прегледи или интервенции, да касните малку бурек и едно малечко мое приватно автомобилче и да тргнете по селата. Значи, во тој проект се офатени буквално 30 села и населби колку што имаше живи тогаш во Струга, и јас сум горд што доживеав да ова е доста неверојатно, значи ние тогаш не бев само педијатар, него имам лично искуство со преку 1000 породувања што сум ги водел јас, ако не сум гинеколог, акушер. Да, да. И сега, знаете какво е чувството кога дете за чие раѓање сте помогнале, Да сте били сведок пораснало на и помош. ви доаѓа сега со свое дете. Да. Не постои побаво Тоа е нешто. прекрасно чувство, значи не може со зборови да се, тоа треба да се доживее. И јас сум многу горд заради тоа. Го посветив животот и сега на стари години си велам, знаете кога приметив ја дека моите две ќеки пораснале? На денот на свадбата, кога се мажеше мојата постара ќерка. Јас бев чудоневиден. Гледајќи илјадници туѓи деца, јас не сум видел кога моите ќерки пораснале. Тука сум доста емотивен и се ежам кога на таа тема зборувам, и сега сопругата, па и ќерките често ми замераат, не беше тука за мојот роден ден, не беше тога кога се удрив, други доктори ги лечеа моите деца. Зошто? Затоа што во тоа време јас сум бил некаде по тие селата, но врз база на тоа искуство па напишав една книга која се вика Кажувања на еден дедо доктор. И сиве овие чувства, и сиве овие случувања, што добри, што тешки, знаете како е, едно е кога на некој родител ќе му се роди дете, па ќе му честитате, ќе го гушните, ќе ве гушнат, ќе му речете да ви е живо детето, ама се случува кога таква е нашата работа, кога се случило нешто несакано, па ќе му речете да сте живи вие. Јас ги доживував тие работи и во таа книга. И тоа не се лесни моменти. Незалудно ќе кажеме дека сепак можеби еден од најомилените работи, затоа секој пат го апострофирате и го двоите детското советувалиште своеволно кое што сте го работеле. И знаете што во голем дел од земите каде што луѓето од трето доба, еве да речеме сега ќе ги споменам северните делови на светот, нордиските земји, често пати знаат да кажат дека луѓето се таму ингениозни, умот ми е бистар токму поради тоа што се вклучуваат буквално во волонтерски акции каде што не очекуваат ништо за возврат. Зошто би го споиле еве денеска секое младо дете со волонтеризмот и зошто
треба да се вклучи, бидејќи живееме во еден комплексен свет каде што се служи на децата, дигестираат се, доктор Климент, ама волонтеризмот некој пат исчезнува од нивното. И како треба да се пренесе љубовта кон волонтерство? Живееме во сегова дигитално доба, е баш тоа дигитално доба која треба да му служи на човештвото. Овие помагала компјутери, не знам... Паметни уреди, еве сега веќе навлегува паметна некаква интелигенција, треба да му служи на човештвото, а не обратно. Да. Нам ни се случува обратно. И тука се губи човештината. Јас викам, се умира, не е страшно. Ама кога ќе умре човештината, тога е многу страшно. Сега вака. Одреден број, ма колку да е голем, вработени во Црвен крст. Тие се само диригенти. Тие ја организираат работата. Оркестрираат. Меѓутоа, не се во моќ во секое семејство. Волонтерите влегуваат во секое семејство. Значи, волонтерите осознаваат на кое семејство или на која личност му е необходна помош. А такви и во најбогатите земји такви случаи има. Имаме и ние, особено во овие тешки години, особено да речеме, еве скоро беше пандемијата. Значи, знаете каква помош на овој народ пружија волонтерите на Црвен крст? Посетуваа семејства, лекуваа семејства. Оти во Црвен крст волонтерите не се случајно дојдени. Сите тие се прекрасно обучени за многу дејности од многу области кои што се во рамките на надлежностите на Црвен крст. На прво место е да речеме еве крводарителството, ја сакам за тоа малку да поразговараме. Крводарителството, па добротворните акции, па прва медицинска помош. Да. Сето тоа е работа на волонтерите. И јас сум многу среќен кога бев на таа прослава во декември за денот на волонтерите, бев пресреќен што гледав толку ентузијазам во млади луѓе. И уште нешто многу битно. Одиме сите ние на училиште. На училиште учителите, професорите не учат. Но во рамките на ваквото дружење волонтерство се случува некаква хемија на толку зближување. Духовна катарза. Баш. Се случува зближување не само меѓусебно, него особено со луѓето на кои што треба да им се помогне. И затоа мојот апел е до сите млади луѓе, а зошто не и постарите. Јас кога ја промовирав овде ова книга, направив еден апел да се направи во рамките на Црвен крст на Македонија, дали би го нарекле тоа друштво, дали здружение, небитно како би го нарекле, од постарата генерација, луѓе кои што се досадуваат, одат по кафани, место тоа, и сега е врз база на тоа и мој апел. Во рамките на Црвен крст има толку многу активности во тоа што го викаат трето доба, најразлични активности кои што прават возрастни пензионери тамо, им поминуваат во прекрасни мигови времињата, и тоа е, значи, на некој начин
втор живот за старите. Да, непроценливо. Времето навистина брзо ни измина, доктор Климент. Рековме неисцрпни се овие наши разговори, но тоа секогаш ќе биде причина и повод плюс повторно да ве повикаме и да зборуваме за останатите ваши животни приказни, кои меѓу другото покрај апелот кој што го испраќате во овие минути конкретно за волонтерството и за тоа што значи да се биде волонтер, како што зборуваме во животот на многу полиња. Вие сте пример на човек кој што волонтира во животот постојано и вака на еден ваков начин животот ви враќа со една привилегија која што можеби многумина не може да доживеат, за тоа да се видат повеќе генерации кои што поминале низ ваши раце, сите тие и една благодарност за сето она кое што меѓу другото вашето долгогодишно работно искуство го кажува. Па ние ќе ви заблагодариме и за времето што овие ваши години, денови, минути што ги поминувате нели за еден убав квалитетен живот во трето доба. Сепак сте и заедно со нас во утринска на Телма да може да се дружиме со гледачите, да раскажеме некои вакви инспиративни приказни кои верувам дека ќе ги иницираат или мотивираат па и помладите генерации да живеат еден таков живот. Бидејќи долговечноста, чинам кај вас и кај многумина е токму поради тоа што активно сте се вклучувале во очевлите на другите да помогнете некому. Значи се возвраќа енергијата кај човекот. Кога викам енергијата, уште само многу кратко, моја главна преокупација, значи од волонтер до највисоки функции стигнав во Црвениот крст, што на општинско, на републичко и сојузно ниво. Меѓутоа, главна преокупација ми беше крводарителството. Дарував преку 70 пати крв, што по акции кои што често пати сам ги организирав, што поради нужда, што во итни случаи. И ако има уште минута време, би сакал една комична и една многу драматична состојба да кажам. Во една пригода, тогаш организиравме, имаше радио Струга, па организиравме 2-3 пати во годината крводарување во радиото. И сега како пример, легнав јас, дадов крв и од просторот кај што дававме крв, требаше во студиото со новинарот да кажувам. Меѓутоа, одејќи натаму, гледав лица кои што гледаат во мене чудно, а уствари сестрата заборавила убаво да ми ја притисне вената, ја бев целиот крвав. Па то предизвика смеа. Но, втор пат, ја носев сопругата на породување со втората ќерка. Меѓутоа, пред влезот на акушерското одделение, видов една млада жена на умирање, искарварена. Отворија вратата и толку беше итно да мораше, значи тогаш да се дава, има еден принцип, вена. Не да се земе крв па да се испитува па да се даде, него јас легнав, на другото креветче жената и течеше крвта. Како итен случај, така? Да. А мојата сопруга ја едноставно заборавив дека донесов за пороđај. И се зафатив околу таа жената, беше на умирање. Благодарение на Бога би рекол, се опорави жената и ја излегувам сега да прашам како ми е сопругата. И од другата страна од ходникот доаѓа колегата акушер ми честита ќерка. Нова ќерка. И јас збунет, чекај бе, јас имам ќерка, сега што е? Абе, имаш втора ќерка. Ете и такви доживувања. Да, и тоа се навистина убави моменти кои што ви благодариме што ги споделивте заедно со нас. Ве чекаме повторно, да знаете дека ве чекаме. Јас ви благодарам и ќе ми биде драго. Секогаш кога смета дека можам некако да помогнам, ќе ми е драго. Придонесувате и онаму каде што не мислите да знаете во моментот и сега во име на се надам дека ова фино уживачко искуство во утринската тема со доктор Климент Матовски. Колеги од режија, дали ќе може сепак додеме со прилогот или со видеоспотот во име на интерес на времето? Можеме и да со видеоспотот, па ќе го оставиме секако
да во нека следна прилика. Ќе одиме со видео спотот, бидејќи сепак за прв пат ќе имаме и веганска кујна во утринската филма. Доктор Климент. А во следна прилика доктор Климент и за ова за кој што зборувавме, за која сега нели нема да навлегуваме, се со цел тогаш кога следно ќе се видиме да го реализираме во целост, а повторно збори за вашата богата биографија и за овие животни приказни кои не само ние што сметаме дека треба да ги слушнеме, ми се чини дека треба да сметаат сите оние, особено во филата на доктори и педиатри кои што работат во ова време. Ќе ме усречите ако се разбира на вас останува, ако овој проект дел од тоа сиже е објавено 2003 година во Vox Medici, тоа е издание, списание на Лекарска комора на Македонија, значи датотеката, се она исследување што јас го работев и тој проект ланската година направив промоција, презентација на во Струга како насловена како животно дело и за мене е тоа животно дело и верувајте, се уште е единствено во Македонија. И ако најдете за интерес, би сакал да поразговараме, еве тоа материјал го имате тука, би сакал да поразговарам на таа тема, оти уште само секунда, јас кога им честитам на млади колеги кога почнуваат со работа, им посакувам да немаат работа. Убаво кажано. Да немаат работа, да имаат работа, ама со здрави луѓе. Да. Тоа ни фали во здравство, значи ни фали превентива. Докторот треба да работи пред да се разболите. Да. А јас тоа го правев тие 25 години одејќи од село во село, од куќа во куќа со вакцинации, со тоа. Значи и сето тоа е во тој проект. И ќе ме устречите ако ми овозможите малку на таа тема. Секако јавно. Ќе го разгледаме тоа. Од името на цела екипа и благодариме. вистина вашите активности и заложби имаат огромни димензии. Таква беше и оваа днешна ваша презентација излегување на телевизија Телма. Благодарам Секогаш многу. е задоволство. Да.